Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 153-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А во изданието на ТВ 103 посветено на месецот мај, односно на сериите кои имав можност да ја погледам во овој месец, морам да напоменам дека изгледав значително помал број на серии од минатиот месец, но сепак се внимаваше на квалитетот, без разлика што немаше квантитет. Неверства, лаги, уцени, идолизирање и злоупотреба на моќ беа предмет на 8-те серии кои ги изгледав месецов, а денес одлучив да ви говорам за две серии од кои едната може да ја условиме како машка, а другата како женска, односно едната на тестостерон, на другата на естроген. Во првата се очекува последната пресметка на фаличните суперхерои, а во втората една самохрана мајка се соочува со дилемата дали да го експлоатира собственото тело на интернет за да може да го прехрани своето дете, односно сатиричната суперхеројска серија The Boys со својата петта и последна сезона и првата сезона на драмедијата Margot's Got Money Trouble, кои се наоѓаат во собата за испрашување во 103. Емисијата ја започнавме со моќните The Quill, со композиции од нивниот нов и тоа како одличен албум Master of the Skies, ја слушнавме насловната тема и Dark City, а во продолжение ќе ги слушнеме It's Over и If Tomorrow Never Comes, односно композиции кои што потврдуваат дека уделот кој што го имале Black Sabbath врз основа на оформувањето на модерниот стоне рок призвук на бендовите и тоа како е значаен и се уште ќе живее Black Sabbath во сите овие бендови. Така што уживајте во Quill и потоа ќе се вратам утре да ви говорам за 8-те серии кои ги гледав во текот на мај. Доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии во мај, тогаш ви јаснема вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгаднување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнам програмата на ТВ 103. Мај не беше кој знае колку многу плодотворен за гледање на серии за мене, со оглед на тоа што малиот број на изгледани серии се собраа до крајот на месецот, но се надевам дека наредниот месец ќе можам да компензирам со оглед на тоа што веќе завршуваат пролетните серии, последните епизоди ги гледаме токму овие недели и ќе започнат летните, односно ќе имаме простор да погледнеме тоа што сме утнале пред да го земат новиот залет сериите кои ќе ги гледаме во ова лето. Секогаш има такви серии, се надевам дека нешто од понуденото денес ќе заврши на вашата листа за гледање. Вкупно изгледав 8 сезони на сериите од овој месец, со тоа што веќе ви напоменав минатиот месец дека недела за недела ја гледам. И овој месец конечно заврши серијата Imperfect Woman, психолошкиот трилер за трите пријателки, глумени од Елизабет Мос, Кери Вашингтон и Кейт Мара, од кои едната од нив е убиена и сезоната е всушност потрага по незиниот убиец и впрочем мотивот за изведувањето на тоа свирепо злодело. Одличен беше методот за постепено запознавање со трите протагонистки, за кои имаше засебни епизоди во кои се дознававме што биле пред да се соочат со убиството и тајните кои ги криела една од друга, посебно и од нивните сопрузи. Така што глумата се разбира дека беше задоволителна, а кога Джоел Кинамон ќе се доаде од машката страна, дефинитивно се зголемува квалитетот, но дека имаше кој знае колку интриги и заплетки немаше, ама за љубителите на Big Little Lies, например, е измислена оваа ТВ серија за Apple+. Значително драматуршки поневпечатлива од неја беше, например, продукцијски побогатата Vanished на MGM+, како стримери да е тоа, во која Кели Куко ја глуми девојката на која дечкото ќе исчезне во воз за време на нивното патување до Париз и ќе дознае дека можеби не е тој човекот кој што и се представувал со помош на истражувачката новинарка која што ќе сретне во Франција, со која ќе откриат дека имало и трговија на луѓе кои биле инволвиран, вклучувајќи и незиниот вереник. Акциониот шпионски кримиќ, снимен на впечатливи локации, една брканица во која се завршува со убава панделка и додека сме кај крими сериите, морам да ја пофалам и втората сезона на Beef на Netflix, серија која е антолошка
и секоја сезона ја предводи различна преписка, за која во втората Оскар Ајзек и Кери Малиган се пар на богаташи, кои се уценети од пар на сиромашни, односно условно кажано сиромашни, тоест нивните работници на резортите кои што со кои Оскар и Кери раководат, со тоа што тие се глумени од Кейли Спини и Чарлс Мелтон и за тоа што ги имаат видено како жолчно се расправаат, ќе се обидат да ги изнудат средствата од нив, во спротивно ќе им ја уништеле репутацијата која што веќе ја имале, што и не е кој знае каква закана во денешно доба, ама ајде, што секако дека ќе ескалира со дополнителни закани, само што иницијалниот екстремизам на првата сезона мислам дека е недостижен и сосема легитимно е стадиумот во кој ќе се запознаеме со ликовите, да е сосема поразлично од тој со кој што се збогувавме, например, во нивните врски. Тоа е одлично решено во оваа серија. А додека сме кај Netflix-овите екстраваганци, морам да ја напоменам и документарната серија Trust Me, The False Prophet, каде исто така се брани нечија репутација, во овој случај култистичка, односно на самопрогласениот мормонски пророк, кој си пропагира дека е спасителот. Има десетици жени со кои што живее во оваа документарна серија, дел од нив се туѓи, но неколку од нив се малолетни деца со кои тој спие, што значи дека се инволвира и полицијата, и FBI, и со помош на екипата која прави документарец за нив, се обидуваат да изнудат докази за кои ќе може да го затворат и да доделат драконски казни. А од веселата страна на животот на малите градчиња ќе ја препорачам комичната серија Rooster, која се емитуваше на HBO, во која Стив Карел, да ми ти бил автор на палп литература, која се продава како бестселер, кој ќе почне да предава на студенти за да помогне да остане неговата ќерка на позицијата на професорка на факултетот и затоа што на деканот му треба звезда за да се фали дека тој ја донел и ја подигнал репутацијата. Комични се сплетките и судирите помеѓу ликовите, особено генерацијските кои што се помеѓу Карел и учениците, како и семејниот сооднос со ќерката со која сака да го поправи, нели, таа комуникација да поправи која што веќе има загубено, а за нивните љубови во животот да не зборувам, тој со секретарката на факултетот, таа со нејзиниот поранешен сопруг, кој си има забременето друга студентка, така што има и срце и хумор оваа серија и за пуштање на мозокот на пасење, со цел да го спасам од прегревање, што се поретко го правам. Ќе се потруди Стивен Спилберг, мајсторот на филмовите и сериите за кои не е потребно да се тревожат невроните, кој со помош на гласот на Морган Фримен и визуелните ефекти на Industrial Light and Magic преку неговата продукција Emblem во соработка со Netflix ги оживеа прабитијата во The Dinosaurs. Нева гледаме и слушаме документарец со Атенбор, па затоа е топла препорака да ја погледнете серијата со најмладите, за тие да откријат нивното потекло, еколошкото значење, диверзификацијата и истребувањето на рептилите и диносаурусите со падот на астероидот и преживувањето на ајкулите, например. Да, Спилберг снимаше ајкули повторно во 2026 година и тоа во една прекрасна сцена која што имате на постерот на оваа серија, за да се стимулира пред се имагинацијата на најмладите со овие генерирани слики од пред 235 милиони години, кога се живеело на Пангеа, каде врнело без престан милион години. А ние сме само едно незначително зрно песок во историјата на планетата, а не пак на универзумот. За жал, не верувам дека за среќа, има серии кои ги гледам недела за недела, како што се објавуваат епизодите, така што сум во тек со случувањата во четвртата сезона на From, за која не знам докаде ќе се длави во празно мистеријата и дефинитивно ова е последната сезона која што ќе ја гледам, од неа не ме интересира дали ќе прават уште една, заради тоа што продукцијата влезе во сите тие замки кои што на времето ги има во Lost и не ја научи очигледно лекцијата. Потоа Еуфорија третата сезона е во тек, која ја пратам за волја на вистината,
кичот кој сака да биде оваа серија Наркос воопшто не ми пречи и кога Сидни Свини веќе беше Годзила, сватив дека Левинстон си тера мајта и со серијата и со нас и почнав многу повеќе да уживам отколку на почетокот на сезоната, а кога сме кај уживање, тоа мене ми е максимално загарантирано со Your Friends and Neighbors, со втората сезона, уште од првата епизода во сезоната, како да сум се вратил кај пријатели кои со години ги знам, само што доаѓа богаташот трговец поединец Стеймос и го уценува Џон Хем, кој не може да биде сега фрајерова на селбата, и колку и да сака, има друг каубоец во тоа мало, која работи Оливија Мун во околината од хорор епизодите во Чекор ја пратам The Terror со незината трета сезона, која знаете дека е антолошка серија и оваа сезона е за менталната институција која си зема пациенти да се прехрани со нив, од каде не се излегува толку лесно. Карин Кусама одлично ги сними првите епизоди и чекам да видам како ќе го решат надприродното тука или пак кукавички ќе избегаат од него како во претходните сезони, додека тоа го направија многу лошо. И додека сме кај психотерапевти, ја гледам и The Audacity со првата сезона, каде богаташите одат да се исповедаат кај нивните психолози, само што со нивни очајни обиди се тоа настекнување на почит и примат, подготвени се да газат и на мртви тела во Силиконската долина, што не секогаш е впечатливо, морам да признам. И не смее да се заборави дека започна Рик and Морти со својата 9-та сезона Adult Swim, каде уште во првата епизода Рик се пресмета со злобниот Морти во една епска борба, така што грозоморен беше почетокот. Се надевам дека не се испукаа со сите оружја одеднаш и нема Рик да се занесе за победувањето кое што го има, што ја почне да си го, ајде да не ја довршувам таа реченица, ќе си ја гледате и вие првата епизода за да ја комплетирате фразата. Комплетно ги избирам и чекам да излезат кога ќе бидат комплетирани Widow's Bay, кои се некаде при крај со емитувањето, Criminal Record исто така се до 6-та епизода, ако не грешам, Maximum Pleasure Guaranteed току што започна, Invincible се при крај, Daredevil Born Again исто така, For All Mankind завршува, The Testaments е при крај, истото е и со Hex, со тоа што во најава се и Star City и The Four Seasons, кој би сакал да ги погледна. За кога ќе се комплетираат овие неколку серии да се приклучат на веќе комплетираните кои веќе се целосни и се достапни, но јас никако да ослободам време да ги гледам, како што се Kevin, The Burrows, Betrayal, Secrets and Lies, Untold Love Story, Monarch Legacy of Monsters, Paradise, DTF St. Louis, The Yogurt Shop, Murders, Kylie и Half-Man, која што треба исто така се комплетира. И уште да ви ги напоменам актуелните серии, кои на никаков начин го немаат привлечено моето внимание, но јас ќе ви ги напоменам дека постојат и дека се објавија во овој месец, па вие одлучете дали ќе го привлечат вашето, како што е втората сезона на Citadel на Prime Video, MIA со својата прва сезона, Devil May Cry втора сезона, The Punisher, One Last Kill на Disney+, Good Omens трета сезона, всушност нивно финале на Prime Video, Off Campus со својата прва сезона на Prime, исто така Каубојската Dutton Ranch со првата сезона Paramount+, Tom Clancy, Jack Ryan, Ghost War се појави на Prime Video, Daily Boys втора сезона на Hulu, исто така се појавуваат овој месец и Nemesis, Spider Noir, Интервју со вампирот трета сезона, Rivals втора сезона, A Good Girl's Guide to Murder втора сезона, Chestnut Man, Hide and Seek, Berlin and the Lady with an Ermine и The Revenge Club. Така што ова е своевиден преглед на сите серии кои имав можност да ги гледам или планирам да ги гледам во рамките и на овој и на наредните месеци. Правиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе слушнеме стонер рок бендови со психоделична жичка, меѓу кои ќе ги броиме и Birds of Whale, кои го издадоа нивниот нов албум Dimensions и композицијата Colder ја слушаме од него, потоа одличните Riffaji и Goddess, кои го издадоа албумот Ritual of the Cloven Hoof, ја слушаме нивната истоимена композиција Goddess, Dust Giant ќе слушнеме со истоимениот албум и Dead Radio,
од него и секако Гозу кога се враќаат на сцената и тоа како ќе обрнеме внимание на нивните моќни рифови од шестиот нивен албум и Continental Leatherface ќе Corinthian Leatherface, извинувам, ќе ја слушнеме од овој албум. Потоа ќе се вратам ветер да ви говорам за ТВ серијата The Boys. Сатиричната суперхеројска серија The Boys во неколку наврати беше анализирана во TV103 за незините претходни сезони, особено кога се појавува топ листите за најквалитетни серии на годината. Првите сезони секако дека најдел своето место на нив, последните не баш толку, но Ерик Крипке, човекот кој ви ја донесе Supernatural и го адаптираше култниот стрип на Гарт Енис, ја предводи пред се The Boys и истурка до петта сезона, за која Амазон одлучија дека ќе биде и последна на серијата. Така и би. Амазон во стриминг војните сега го држа второто место со 200 милиони претплатници, но кога ќе дојде до спојувањето на HBO и Paramount, нема да остане на тоа место, ама до тогаш услугите кои што ги нуди Prime ќе им бидат доста поповолни за одржување на високата цифра на претплатници, затоа што сигурно нема да ја одржи драстично малата понуда на серии на нивниот канал. Односно, овој месец може да се пофалат со тинеџерската Off-Campus, анимираните Invincible и Kevin. Имаат филипински, индиски, француски серии, кои искрено бидам немам намера да ги гледам, и започна со соработката за Spider Noir, за од јули да почнат со летните лимунади L, Every Year After, Ride or Die, чувајќи ја The Rings of Power, Carrie и Blade Runner 2099 за наесен. Со ваква понуда сигурен сум дека ќе ме разберете кога ви напоменав дека не привлекуваат со изборот, туку со услугата на доставата која што ја нудат, а и пред се филмовите кои директно се објавуваат на нивната платформа. Сезоната започна со емитување на 8 април оваа година, кога се емитуваа 2 епизоди и потоа започна агонијата на емитување на епизода недела за недела, завршувајќи со 8-та епизода, односно финалето на серијата на 20 мај, што значи дека ми даде предуслов за да можам да ја коментирам откако излезе и последната епизода, иако јас се подлегнат на тоа измачување и гледав недела за недела, но е серија за која имам со кого да ја дискутирам од моите пријатели, со оглед на тоа што сите пријатели сакаат да гледаат суперхерои од сосема поразлични побуди од кои јас ја гледам како нељубител на суперхерои, односно поради демонстрирањето на фаличноста на ликовите. И сега ја имате во целост, што значи дека се гледа сезоната за 6,5 сати, со оглед на тоа што секоја епизода завршува со клифхенгер, не дозволува да се прекине со гледање, освен кога се мора, а што се мора не е тешко. Здрава работа е да ја преполовите и да ја гледате во две голтки. Не бев голем љубител на претходните сезони во кои се истакна фашистичката нишка на Homelander, тоталитаристот кој ќе прави што му се сака и ќе помине тоа неказнето од јавноста, се разбира со помошта на сезнајната суперхеројка Сейдж, која ќе биде објавена снимката на злоделата додека се ослободуваат заробените херои, например, но во тие сезони подеднакво бескорисни беа и, условно кажано, добрите, односно неговите противници, кои не ни можеа да се обединат во борбата против него. Односно, The Boys, дружината која што се нарекува, составена од Бучер, Хјуи, Френчи и девојките Старлайт и Кимико, лутаа како муви без глава, безцелно цела сезона, за во последната конечно се покаже на јасна цел, односно постојањето на вирусот кој може да ги уништи сите суперхерои, вклучувајќи го и се моќниот Homelander, па настана една трка за наоѓање на преостанатите серуми на Compound V помеѓу нив и Homelander за тоа кој ќе си ја обезбеди доминацијата нели на светот со луѓето кои ги праќаше, односно суперхероите, како Soldier Boy кој ги праќаше за да му откријат каде се крие овој Compound V. Што е некакво действие за разлика од млитавите трети и четврта сезона кои што ја погреба оваа серија, исто како што во минатото, например, Причер имаше многу млитави сезони без разлика на силнојот почеток и само се држеше до една сеопшта карикатура. Во таа потрага се одеше до забаталени суперхерои и многу ќорсокаци во новата сезона, а при тоа дознававме каков превртлив подлизурко е, например, The Deep, кој ќе ги загади сите мориња и океани.
Ама рибите памтат и ќе му вратат, не грижете се за тоа, нема каде да бега и да се крие, вода има насекаде. Со оглед на тоа што Солџер Бој веќе е во екипата, глумен од Дженсен Еклс, Крипке не смееше да ја пропушти можноста, со оглед на тоа што има последната сезона, да не ја собере преостанатата екипа од Supernatural, така што и Пендереки и Миша Колинс си беа епизодисти во епизодата во која Сет Роган, Кумал Нанџијани и Грег Робинсон беа смачкани на парчиња. За пофала беше и појавата на телеевангелистичкото ѓубре кое го глумеше Давид Дигс, кое ја замени фашистичката држава со религиозна држава, каде доста солидно беше искористена идејата да се промовира Хомлендер како новиот месија, новиот спасител, и добро што остана таа потреба исклучиво за оваа сезона и не ја развлечка како збиднувањата во Белата куќа од претходните, со оглед на тоа што Крипке и неговата екипа на сценаристи се подложени на политичката ситуација во нивната држава. Верувам дека тоа црпи директни инспирации од превласта која што ја доживува таму. Ние сме далеку на оваа дистанца кога ги гледаме работите и ги дознаваме само од нивните вести, така што претпоставувам дека тие се соочуваат секој ден со поделената Америка, односно со двете Америки во кои се живее, и еден на друг си стануваат најголеми непријатели, и тоа е градиво дополнително со сите тие перења на мозокот кои медиумите им ги упатуваат ден денес со политички агитираните телевизии, така што сето тоа е еден мелтинг pot за да се образува ликот и злоделото на Хомлендер. Не беа поштедени ликовите од двете страни, така што имаше неколку со и без супермоќи кои беа распарчени на мали делови. Еден силен удар се зададе во предпоследната епизода од страна на The Boys, меѓутоа начинот на кој се реши финалето беше крваво со сите нишани, како што доликува на The Boys, каде се покажа една хебла дека е доста корисна за отворање на мозоци. Се разглобуваше и тука љубовта под притисокот меѓу луѓето и суперхероите. Се постави прашањето за татковството, за отсутните татковци, поточно во најразлични итерации во кои е инволвиран и Бучер од една страна, но и од друга страна е инволвиран и Хомлендер со сите комплекси кои што ги носи татковството. Народот се контролираше, што се контролираше преку медиумите, се направи спојка со Gen V, односно накратко и некои ликови сериозно потврдија која беа во прашање моралните дилеми и предадоа најблиски за да импресионираат обезвреднувачот, кој ќе ги остави да живеат само за да се измачуваат посрамотени, бидејќи не ни вреда да бидат смачкани како инсекти, а некои кои ќе ги предадат најблиските, сепак ќе останат смачкани и наденати од нивниот спасител. Хомлендер не најде почит и имаше само страв почит, односно страв за сопствениот живот од неговите поданици. Тешко дека христијански фанатици ќе може да им направи замена за тези дека да се поистовети со Исус, дека тој е неговата реинкарнација на земјата, но некако мораше да се најде начин да се обесили злото и мислам дека серијата одлично се справи со ликот кој беше ОП уште од самиот почеток и имаше такви илузии за грандиозност. Се отвора прашањето дали е во ред да се уништат суперхерои само за да може да се сопре Хомлендер, со оглед на тоа што Бучер и тоа како сака да се отстрани не само од Хомлендер, туку од сите можни суперхерои и да го врати светот назад како што бил претходно, за да нема семоќни закани по секоја цена. Старлайт беше прогласена за државен непријател број 1 и сите кои се од нејзина помош беа на удар од законот според заканите на Хомлендер, што беше обид да ги извади од криењето The Boys, што му беше проблем во изминатите сезони, а за пофал беше и епизодата за Паразитот, кој ги направи агресивни да бидат едни кон други, таа Alienation епизода. Одлично се справи серијата со Firecracker и моралното предавство што требаше да го изврши кон луѓето, како што Дип ги предаде рибите, само што отстранувањето херои насреде сезоната беше поефикасно од нивното отстранување на крајот, кога имаше премногу ликови со незавршени подзаплети, синот се влечкаше на Хомлендер, Сейдж се замина онака,
а ја упропасти цела 4-та сезона како волшебникот од зад завеса. Black Noir одамна го унаказија и си беше предаден од пријателот. За Ешли можеби ми беше најнеискористен ликот на поделената личност која се крие зад незината глава исто така. И девојката од Gen V, која е премногу моќна и може да се искористи за манипулација на крвните зрнца, но од безидејниот концепт во кој што се најде оваа сезона, само ја нафрлија и толку. Спојката беше нефункционална и незначајна. Драматуршки е дефетистичка и се има толку многу има незавршени заплети и да не се знае што со нив, ама какви ги има, секоја ќе речем во бесцелната 4-та и 3-та сезона на оваа серија, затоа немам многу замерки, барем не толку енорни за финалето и за реализирањето пред се за оваа сезона, која се очигледно дека лимитациите на буџетот се воочливи со оглед на тоа што голем дел беа и снимени на неколку ентериери и беа избегнати толпите и беа избегнати масовните сцени на кои што сме навикнати во минатото на The Boys. Има за секој од ликовите од The Boys решение за нивните животи со панделка на самиот крај, барем за тие што ќе преживеат, во свет во кој секојаш може некој суперхерој гладен за моќ да се полакоми како Homelander што тоа го направи во минатото. The Boys беше одлична антитежа на романтизираните суперхерои на Marvel и DC, прикажувајќи како секоја супермоќ корумпира. Започна одлично, го загуби кормилото пред некоја сезона со 3-та и 4-та итерација и мислам дека се прибра и ја финишираше како што доликува на серија со една финална пресметка за паметење. Смрт за Homelander, да живеат The Boys. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение ги слушаме Doom Metal бендовите за денес, од кои ги извои Brute со албумот Beltane и композицијата I Am The Black Hole, Mammoth's Throne со композицијата Everyday More Sickened од албумот My Body to the Worms и Кробу ги слушаме на крај со композицијата I Am The Leaf, со која го затворуваат и нивниот албум More Than This. Потоа се враќам во етер да ви говорам за Margot's Got Money Trouble. Уживајте. Ако The Boys беше условно кажано машката серија за денес, низ перспективата на протагонистката ќе погледнеме во Margot's Got Money Trouble, која ќе условиме како женска итерација, која е работена од телевизискиот ветеран Девид И. Кели, кој стоеше за Boston Legal и доста други успешни процедурални серии, која реализираше оваа серија за Apple TV. За Apple, знаете дека има естимација околу 45 милиони претплатници, што се јадат некаде со пикок со претплатниците, со тоа што пред нив се Hulu, а под нив ESPN, кои имаат пари и не ги штедат на квалитетот, а не на квантитетот од страна на Apple, така што овој месец беа актуелни со новите сезони од For All Mankind, Criminal Record, Your Friends and Neighbors, само што заврши Monarch Legacy of Monsters, Widow's Bay, Maximum Pleasure гарантиите во тек, дефинитивно најквалитетна и најсвежа понуда од сите стримери има овој месец Apple, кои без разлика на нивниот технолошки пристап заслужуваат поголем број на претплатници, само што сами си се виновни што се затвораат во тој екосистем и глумат елита, затоа и ќе си имаат толку мали цифри. Сега ќе започнат со летната сезона, односно со сериите Star City, Cape Fear, Sugar со нова сезона, Silo со нова сезона, Trying со нова сезона, така што ќе останат со најдобра понуда меѓу стримерите и ова лето, кои нема да се потпрат на шпанско-турско-индиските серии купени за ефтини пари, туку ќе вложуваат во квалитет. Првата сезона на Margot's Got Money Trouble започна на 15 април, кога пуштија 3 епизоди, потоа недела за недела ја завршија со 8-та епизода на 20 мај, значи релативно безболен месец на гледање на серијата ми беше тоа, а сега може да ја изгледате серијата која трае 4 сати во едно седнување. Јас ја чекав делумно збирав, делумно пуштив, немаше поента да гледам пола сат неделно, замина во неколку голтки, во неколку здива пред се гледањето на оваа серија
со оглед на тоа што ме заинтригира како е визуелно решено на почетокот и потоа кога се уверив дека квалитетот е задржан, бидејќи A24 се подписници на оваа серија, дефинитивно почекав за да можам да ја изгледам како што треба. Како што сугестивниот наслов посочува, Марго има проблеми со парите, каде Марго Милет, глумена од Ел Фенинг, ќерката на келнерката, поранешната келнерка Шаен, глумена од Мишел Фајфер, која има работено во Хутерс, и поранешно професионален борач Джинкс, глумен од Ник Оферман, се незините родители, и откако забременува од незиниот професор по англиски јазик, глумен од Майкл Ангарано, кој си има сопруга и не сака ништо да има со нивното дете, Марго се зачленува на OnlyFans за да се издржи финансиски од платформата со експлоатација на сопственото тело и добива глорифицирана дадилка со помош на незиниот отуѓен татко, кој се враќа во незиниот живот откако излегува од рехабилитација и е темпирана бомба која секој момент може да се врати на хероин. Во моментот кога Марго ќе го уцени професорот, кој ја забременил за неколку илјади долари, ќе се вклучи и неговата мајка со NDA и фонд за полнолетство за детето на факултет, што ќе ескалира водење на суд за одземање врз основа на негрижа на мајката, која според професорот е неодговорна да биде родител со оглед на срамната професија која што ја има. Ајде тоа што морализираат ликови кои нема никаква подлога да кажуваат како другите треба да живеат, затоа што ниту се во нивни чевли, ниту се некој пример за морално однесување. Избубливите темпераменти се дополнителен отпочнувач на проблеми меѓу семејствата. Марго се става во таа позиција на самохрана мајка да биде препуштена самата на себе, која не може да влезе во работен однос затоа што има бебе за гледање, а никој не сака да вработи тазе мајка бидејќи бара некој што ќе може бесконечно да биде експлоатиран од капиталистичкиот систем и точно дека може да се обвини за незината брзоплета одлука за зачувување на детето без финансиска структура за тој чин, но од друга страна системот не дека е од полза за да даде адекватни решенија за вработување и одржување за екзистенцијата, например. Тука морализацијата за OnlyFans губи на значење затоа што никој не е подготвен финансиски да ја помогне на Марго, така што потполно е ирелевантно што ќе речат пријателите и соседите кои никаде ги нема кога се најпотребни. Мајката колку и да е арогантна, таткото колку и да е фаличен, тие сепак се некаква поддршка, задоцнета, неефикасна, непредвидлива, но се тука, особено цимерката која помина низ сито и низ решето заедно со Марго. Сега, етикетата на OnlyFans девојка не се брише до крајот на животот, затоа што тоа се порамнува со работата во индустријата за возрастни проституцијата од страна на околината, дамка која пак воопшто нема да може да допушти да најде работа во иднина, затоа што секојаш ќе биде со Scarlet Letter на себе, а нема да биде вечно звезда на OnlyFans, освен ако премине подоцна во категоријата MILF, но тоа е сосема друга приказна. Колоритни се споредните ликови, родителите се одлично изградени, пријателките немаш толку многу освен цимерката се разбира, таа е како сестра на Марго, само реперкусиите и продлабочувањата во стигмата околу експлоатацијата на телото не се доволно разработени тука, што се надевам дека ќе бидат продлабочени во наредната сезона која беше одобрена од Apple и A24 овој месец. Сите се погодени за улогите, мој фаворит се разбира дека е Ник Оферман. Фенинг е подготвена за предизвикот, не е прва серија да ја носи на нејзин грб, да не заборавам дека Никол Кидман се појавува како кечерка, но и адвокатка која ќе се обиде да го зачува бебето на суд во рацете на Марго, очигледно дека се бори на два различни ринга во животот и е во двата опасна, без разлика што има само лимитирани експресии на незиното лице, за споредни ликови од незин калибар и не треба повеќе. Не се очекува од неа суптилност во улогата. Номинирана е серијата за Готами и се надевам дека ќе собере некоја награда, иако е млада серија покрај ветераните, и се надевам дека ќе земе барем малку од приматот на Хек во рамките на комедиите, каде тие се например неприкосновени. Премиерно пилотот беше прикажен и на South by Southwest фестивалот затоа што има филмични квалитети и доволно голема актерска звездена екипа за да зачекорат на црвениот килим.
Комична е во незгодите во кои се вовлекуваат кечерот и ќерка му, која наводно користи способност за креативно пишување за да создаде заплет за вонземјанка, која осознава сексуалност, која има неискористен потенцијал од изложување на гениталиите, но исто така има и големо срце кое ги тангира тие нарушени семејни односи, непрежелената љубов на кечерот, потиснатиот гнев на себе си и светот наоколу од негова страна, неспојливоста со религиозниот вереник на Фајфер, например, прикажано во изборот на песна на свадбата во Вегас, со тоа што Фајфер сака Били Ајдол, а незиниот вереник инсистира на балада на Елвис да се свири на свадбата. Едноставно, ова е мала серија која има потенцијал да биде коментар на модерното живење, но дали ќе го искористи тој потенцијал до крај ќе видиме во наредната незина сезона. За крајот на оваа емисија издвојувам еден инструментален бенд, односно изслушаме Liquify со композицијата Race from Andromeda од нивното прекрасно патешествие низ универзумите, односно Voyage to the Outer Worlds. Вие го слушавте 153-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ви говорев за сериите кои ги погледна во мај. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува во четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!